Трговците и понатаму манипулираат со откупните цени на оризот, девалвирајќи им го трудот на земјоделците по разни основи, со цел да откупат што поголеми количини за што помалку пари. Неодамна постигнатиот договор помеѓу преработувачите и земјоделците со посредство на министерот за земјоделство не се почитуваат во целост, што значи дека во пракса арпата и белото злато се откупуваат како да се обично железо. Во моментот за оризо кажуваме дека цената е 27 динара. Тоа е факт, значи на документ, а беше 35 до 38. Па цената треба да каже владата за цената. Не сам ја дужен да кажам за цената. Со таа цена, ако може да се покријат, изволте нека го сејат полето. Незадоволни се и од националната мрежа на земјоделци кои велат дека едно е договорено, а сосема друго се случува на терен. Сега за сега не. Преку националната земјоделска мрежа имаме, значи барета се испратени од трибината 40-45 денари. Земјоделците тоа нема да остапат. Воспротивно, полијата ќе остават непосејани, како и сеја пченица, значи не е посејана и нема и ја 2 хектара имам, нема да сејам. За по 300 килограми со 10 динара откуп, мислам да е човек ненормален па да сеја пченица и со земјоделие да се баве. Се до 25% од буџетот не се двоја за земјоделието. Ако 6 милиарди имаме, милиарди и 300 треба во аграрот да има за да имаме добро земјоделие и да збореме за земјоделие. Проблемот треба од почеток. А прво, значи семиња, па репроматеријали, па одводнување на воднување, системот уништен. Прво треба системот да се направи за да околу тоа за системот да разговараме. Иначе другото се ќе биде, ти не може на 20 вода да ми пуште и на 25 мај кога се помине сите рокове. За какво производство ќе правиме овет? Па немало рандаман, едно друго. А за откупувачите, рандаманките да се ги продат како старо железо. Тоа е средство за манипулација. Или банкомат одма знае колку пари има, значи одма колку заработува. Во најнеповолна положба се земјоделците кои немаат услови и можности да ја чуваат арпата до некој евентуално зголемување на откупната цена. Поради тоа се принудени да го продаваат производството кај откупувачите по 27-28 денари за килограм арпа, што ја прави нивната работа неисплатлива.